Поздрав, драги гледачи, ене во уште една емисија. На моje големо задоволство денеска имам еден, да кажам, познат спортист од свое време и редок спортист, това е Лазар Поповски, кајакар. Лази, кажи ми нешто повеќе за тебе, за оние кои се помлади и кои можеби и не знаат за тебе. Добар ден, Горде, благодарам за поканата. И за мене една голема чест што сум имал можност да те запознам како личност, како професионалец, како ентузијаст, како некој кој што навистина придонел многу за активностите во природа и се чувствувам не само што го споделувам задоволството, туку и привилегијата да имам и соработувано со тебе на доста проекти. Има една фотографија од кога снимавме на проект. И како куриозитет на самиот почеток да кажеме дека многу имаше реакции во тој период за тој проект кога го објавивме на електронските медиуми и нели во континуитет одат и репризи. И многу пати ми се случило да ми кажат пријатели или познаници, те гледав беше на јас сега ќе ми текне дека тоа било 2017 година. Ама веројатно дека добро се држиме, жилави сме, не старееме, не приметуваме, не се даваме. И еве куриозитетот е всушност во тоа што после 7 години, после многу понуди за моја јавна настапи во различни видови на емисија, мислам дека почувствував дека е правиот момент токму со тебе во оваа телевизија и да направиме уште еден. Тематиката е нешто што ние, да речеме, на некој начин пак сме поврзани. Тоа е туризмот и тој делот во кој ти сега малце промовираш или да кажам соработуваш со помлади луѓе на начин да едноставно ги запознаеш и со кајакот, и со можностите на дивите води и со она што едноставно мислам дека недоволно добро се развива. Мојата прва асоциација, кога ќе кажам туризам, е дека доаѓаат странци и дека едноставно се интересираат за тоа што го имаме во Македонија. Кажи ми за твоето искуство. Еве, значи во 2017 година околностите наложија да моите професионални амбиции бидат пренасочени. Морав да се прилагодам на новонастанатите околности. Не беше лесно. Не е мој стил да ги избегнувам проблемите, туку напротив да се соочам со нив. За жал, тоа цунами што не зафати општествено и политичко влијаеше многу. Секој човек, па и јас во таква ситуација, се фокусирав на тоа што го знам најдобро да го работам. Понатаму тогаш се прекинаа секакви релации со Кајакарската федерација, за жал, со клубот каде што ја поминав целата своја кариера и каде што сум ги запишал сите успеси спортски. Значи, каја клубот е на ниво, од тоа што е Вардар, фудбалски клуб Вардар во фудбалот и во државата, тоа е каја клубот Илинден за Република Македонија. Да ве подсетам само дека и одлуката за промената на името во тоа време, во 90-те години, од кајак кану клуб Моша Пијаде, во Илинден 90, токму тоа и го стабилизираше, дека влегуваме во третиот Илинден, а исто така тоа 90 требаше му даде една спортска вака компонента како фудбалските клубови, дека станува збор за нешто кое што треба да донесе резултати. И токму таа одлука беше иницирана и е подпишана, имам една копија за среќа дома, од мојот татко Мичо Поповски, кој исто така беше познат кајакар. Исто така, нели, ме воведе во спортот и ми помагаше низ целата моја кариера. И 2017-та не напушти на 27 април. Тоа беше дополнителен мотив за мене да се задржам во спортот, во кајакарењето и да најдам нов модалитет, нова форма. Бидејќи имав претходно искуство, додека траеше мојата спортска кариера, јас многу пати и престојував и тренирав во Словенија. Тие се малку понапред во нас во тој дел и во Словенија уште 92-3 се отворија првите компании
специјализирани за давање на услуги за рекреативно кајакарење. Едниот сегмент отиде во рафтингот и тоа е повеќе концентриран во Нова Горица на Соча, додека вториот дел остана како линија кајакарење, значи во кајаци со, нели, рекреативни, сега има технолошки полиетиленски кајаци и така натаму, кои што даваат услуги за ентузијасти, кои што би сакале да научат да кајакарат, односно прво да се запознаат што е кајакарење, па да научат да кајакарат и доколку тоа им одговара на потребите, да си тоа во континуитет практикуваат. И во Словенија еден од најбрзо растечките рекреативни спортови, да не речем дека нема куќа во Словенија која што покрај велосипедот нема и некаков вид на кајак. Кајакот е сконцентриран во Словенија повеќе во Љубљана, но и на југот, на Крка, исто така има компании кои што се занимаваат. И токму тие беа примерот за мене, бидејќи јас таму и сум помагал, и сум работел и така натаму, да истата тој концепт го пренесеме и на нашите простори, така што во 2017 година се роди Kayak Adventures, како прва компанија во Македонија која што нуди услуги, комплетни услуги во делот на рекреативното кајак. И во моментот се уште единствена, да. Кажи ми, да напоменам за гледачите, посебно за оние помладите, ти си 4 пати на Олимпијада. Да. Се уште предпоставувам дека ти е кајакот во душата, дека не можеш да не излезеш во водите, да поминеш некое време во кајакот. Колку е интересот на младите кај нас или на странците кои доаѓа да ги спробаат македонските води? Да, па пред 7-8 години, значи, јас бев доста резервиран во тој поглед, бидејќи и кајакот и како спорт е и на светско ниво, на колку и да е олимписки и така натаму, маргинален спорт не е присутен на медиумите, не може многу луѓе да го осознаат. И едни од најчестите забелешки дури од наши ентузијасти се вика не може да ме најдеме, знаат, нели? Сега последниве години е малку поинаку. Во друга насока пак странциве, бидејќи кај нив е тоа веќе видена активност и развиена, посебно во Германија, во Франција, во Швајцарија, во Австрија. Во нашиот регион се, нели, словенците лидери, но и хрватите и тоа како имаат веќе понуда. Тоа што е кај нас најпознато, предпоставувам, во Македонија е Тара. Скоро и да нема компанија или некој вака ентузијаст кој што нема отиде на Тара да проба рафтинг. Во околината во Бугарија имаме во Симитли. Сега има нов рафтинг центар, не знам како се вика местото, кај новиот граничен премин во Дебар, значи од таа страна на Дрим, значи еве таму веќе имаме светски рафтинг центар, не е многу познат, јас не сум бил, треба да одам, имам покана, но еве и Дебар се појавува како локација за кајакарски активности. И би рекол дека странците, бидејќи се информирани, точно знаат што е рафтинг, што е кајакарење, што се тури со водење, што е само изнајмување на кајаци, автоматски не препознаваат и очекувањата досегашни и од кои што сите поминале низ нашиве услуги, без оглед дали се индивидуални тренинзи или тури по река Треска или се на Охрид, во Маврово, горе на Матка, исто така на езерото се работува многу добро. Мислам дека имаме солиден, висок, сега моја компанијата, но на вистина препораките, коментарите и така натаму кои што ги добиваме се дека услуга да пружаме на највисоко врно ниво, што не е само резултат на мојата компетентност, туку и резултат на работата на тимот. Да не забораваме дека ниеден успех во денешно време, посебно во комерцијалната сфера, не може без добар тим, а јас мислам дека го имам најдобриот. Браво. Ние кога го снимавме Непозната Македонија, јас имав таа можност да прв пат седнам во кајак, да ми покажеш како се вози, и она што го правевме муабетот пред снимањето ми остави впечаток, а верувам дека до денеска не се променило, тоа се лошите обали кои се полни со ѓубре. Дали
странците кои доаѓаат реагираат на тоа или како тоа го доживуваат. Јас морам да го напоменам тоа, бидејќи тоа ни е една голема мана, а доколку беше малце почисто, веројатно ќе беше многу поголема можност за поголема рекреација и повеќе луѓе да дојдат. Секако, апсолутно во светски рамки веќе се прават проекти, посебно во Соединените Американски држави, дури да се рушат цели брани, за да се вратат реките во првобитната состојба која што биле екосистемот и така натаму. Свеста дека уште колку ни е битна водата на луѓето за живот и што све предизвикува во догледен рок ете тие акумулации и така натаму, значи до кое ниво се стигнати тие. Не се работи веќе за прочистување, како што се правеше за Олимпијадата во Париз, реката Сена да биде спремна за пливање, да може да пливаат луѓе. Туку се оди на рушење на енергетски објекти, брани цели, што се огромни проекти за да се вратат реките во таа природна состојба. Кај нас целокупната негрижа доведе до тоа да оваа наша прекрасна држава во која што јас сум заљубен и со ваков релјеф и со ваква клима, че имаме преку 50 езера, акумулации и така натаму што ни стојат на располагање. Дефинитивно. Од нив се некои природни со секакви природни, да речам, богатства од Охридско, Преспанско и така натаму. Истото е ситуацијата и со реките. Имаме многу реки каде што имаме навистина основен услов за да се развива рекреативното кајакарење. Таа се уште ниска еколошка свест влијае на тоа да едноставно не може да се создава негативно чувство. Сега какви се реакциите, ме прашавте? Реакциите сите велат и кај нас не е подобро. Во која смисла? Во смисла дека секаде каде што има луѓе, ќе има кои што се одговорни и неодговорни. Сега ние сме на оваа страна кај што се одговорните и го сваќаме значењето. За жал, таму тоа се инциденти и тоа се вака изолирани случаи. Додека кај нас станува правило, ако си купиш локација и си изградиш викендица покрај реката, автоматски си доградуваш и до реката и си влегуваш со се кондури, со се чевли во река. Знаеме дека природен закон е барем да се остава на патека да може да се пешачи барем 10-15 метри. Има совесни, има и несовесни. Имаат разбирање, но секако дека не е пријатно чувство. За секој случај. И за мене исто така незгодно, бидејќи сега добиваат одеднаш, да речеме, го се спуштаме под треска. Имаш прекрасни пейзажи, природа, зелена вода, се уште е чиста до дрено ниво, иако не би рекол, ние како деца пиевме на тренинзи од треска, еве да знаат помладите што и се бањавме во Матка езерото, сега не е дозволено. Сега не е таква ситуацијата. Потоа доаѓаат места како да сте во кој не бил у Сао Пауло, јас сум ги видел тие предградијата, значи буквално така. Дињите од нива што му останале што у река. Троседи, двоседи, па пак некој убав пейзаж, па пак некој таков скеч, бурлеска, како да ја кажам, мислам, тривијални работи. И тоа секако дека влие. За среќа моја, точно на тој дел каде што е лоциран Kayak Adventures, имаме едно 1,5 километар на едно убаво просторче. Не е многу познато и затоа него ни промовираме. Зашто ако ставиме табла кајакарење тука доле, тоа ќе стане тоа што ќе стане, бидејќи знаеме како функционира Матка и езерото, како најблиска туристичка атракција до Скопје, нема турист кој што не му вика Матка. И од тој аспект колку што можеме гледаме да заштитиме. Сега тоа делче навистина тоа што Матка некогаш беше, значи мирно, тивко, чисто и погодно за почетници. И јас се одбрав таа локација за тука да ни биде базата и тука ги спроведуваме неголемиот дел од активностите. Сега нормално секој клиент си има своји очекувања, си има си одбира своја активност. Па покрај тоа што сме таму, значи мобилни сме, имаме целокупна опрема со која што може да
организираме активности и на Козјак и на Мавровско езеро, што е едно од моите фаворити, вака, посебно во однос на странците, не е многу далеко, меѓутоа е безбедно. Езерото во Матка горе сепак е канјон и бидејќи сепак е нешто во природа, значи што и да е, сепак треба да дојдат по вас по вода за да ве, Јасно. нели? Додека Мавровското езеро е целото со инфраструктура, со пат. Така што секој пат сте побезбедни. Една од политиките на Kayak Adventures е секој пат да бидеме прво превенција, превентивно безбедни, за да може потоа да биде забавно, бидејќи знаете онаа дилема дали е авантурата нешто што е невидено и сега треба допрва да го доживееме или нешто структурирано како активност. Така да ова нашето е повеќе активност, но чувствата кои што ги побудува е секако авантуристички. Мене ми е многу жал што едноставно не сме на едно повисоко ниво на тоа, бидејќи имаме можности. Јас имам искуство и по рафтинг по Вардар, исто лошо поминавме, во смисла на тоа дека ѓубриштата се незаобиколено нешто и едноставно по водата се направени доста места кои се плитки или прави лошо за такво изведување, а бевме со некоја српска екипа. И тие беа одушевени од сето тоа, меѓутоа моето лично доживување беше негативно. За жал, извинете, ќе прекинам, водата во реката Вардар е толку ниска категорија. Јас на почетокот исто понудив и, да речеме, спуст од Матка до Скопје, до Камени мост или до излез од Скопје. Да. И со неколку луѓе сме поминале така, меѓутоа дефинитивно се откажав кога видов во каква состојба, бидејќи едно е кога тренираш, па што виеле ме мораш. Ни Сава не е нешто почиста или Дунав, ама тие што се надпреварувачи мора да го изработат тоа, па внимаваат, па се адаптираат и така натаму. За туризам секако не е. Инаку ние располагаме со 2 рафтинг кајаци, кои што за разлика од овие, да речам, стандардните, нашите се малце едно ниво подобри во која смисла, нозете, тие што биле на рафтинг знаат дека нозете се во јажиња, нели можеш да... И не е малку пријатно, цело време си завртен на страна. Ретко кој што бил еднаш на рафтинг отишол втор пат, да бидеме реални. Ретко. А нашите се со алуминиумско дно, значи се ставаат специјални подлоги, собираат 10, можеби 15 луѓе, зависно каква е динамиката на групата, и позади имаат можност дури за мотор. И ние сега од оваа година веќе го промовираме Козјак како дестинација, бидејќи Матка ја знаеме и останатото. Козјак е нешто каде што се уште можеме да напишеме кристално чиста вода, вилдерне, значи комплетно на некои места нема ни, нели, сигнал за мобилен. И со овие кајаци да организираме тури по Козјак, бидејќи сме многу побезбедни, имаме и скутери кои што ете за било каква околност би требало. Тимот ни е обучен, во него имаме поранешен командант на специјалните единици за нуркање, кој што инаку и како спортист ги има сите лиценци за длабинско нуркање и така натаму, обучен за прва помош и заштита нормално. На највисоко можно ниво и на вода, и над вода, и под вода, значи во сите околности. Тоа е во делот на превенцијата. Имаме партнер кој што ни обезбедува опрема, значи од комбе, од кајаци, од така натаму, кој што е исто така компанија, меѓутоа имаат семејна традиција во мотонаутиката. Значи, семејството Моловски, мислам дека нема некој кој што е во јахтингот или во мотонаутиката кој што не го познава, посебно овие кои што се собственици на тие пловни објекти, глисери, јахти и така натаму. Ентузијасти, значи тие се исто така дел од партнерските компании со кои што соработуваме. Во тимот имаме и метеоролог, инженер, вака познати во јавноста Гливор Митковски, кој што и скок од авиони рекреативно е обучен за тие активности, кои што планинари вози точак и така натаму, помина курс кај мене,
се залюби во кајакот и сега е дел и од нашиот тим. Бидејќи сме ние сите адреналинци, ентузијасти и некој пат не знаеме да се докаде ни е мерката, докаде е спорта, докаде е услуга и бизнис. И тука имаме и експерт во тој дел за организациони работи, за комуникација, Ирена Блажевска, значи експерт за човечки ресурси. Мене ми е жал што Ирена не можевме во студија да како е сценаријот. Да, се надевам дека во некоја прилика и таа ќе има можност да проговори. И сега веќе од кога формиравме овој тим, за жало тимот ради околностите ни замина Бојан Петковски, кој што исто така беше, мислам, еден прекрасен спортист, рекреативец, исто така обучен, лиценциран. Бојан беше меѓу првите кои што одеше заедно со италијанецот под вода за да ја истражуваат врело, ама после тоа нели врело се дерогираше сосема тој момент кој што е битниот, па стана бродчето до врело и назад. Но како и да е, ние не ни престанува многу. Еве јас и ти да влезем у Вардар, колку ќе запреме од водата. Значи треба многу луѓе, што велите свест, за да протуркаме некоја работа. До тогаш тоа што можеме да го направиме со две раци и со две нозе, што велиме вака разговорно, значи колку што не се ресурсите, кајакот венече се приватна компанија, работи исклучиво под комерцијални услови и немаме никакви во моментов, овие 7 години приходи било какви од ваучери, од грантови, некој не е ни побарал, иако сме единствени, мислам дека нудиме на вистина фрмни услуги, но тоа што е до нас, ние го правиме со целата наша сила, енергија, ентузијазам, пред се да пренесеме љубов кон водата и љубов кон кајакарењето и да направиме кон водата. И односот кон водата и кон животната среда. Не знам колку знаеш, во септември Јасен има манифестација која ја прават пред многу години. Јас учествував во таа кога соработував со Јасен, во која има сите водени спортови и не е лошо да те поврзам со нив, да во тој да бидете на некој начин. Да, секако, ние сме спремни во секој време за соработка. И да соработка. покажете што може и да учествувате. Јасен е голем предизвик, вие знаете, неколку пати сме се обидувале со Јасен да направиме некакви проекти и во период кога јас бев дел од владата на ВМРО ДПМН, предводена од господинот Никола Груевски, нели директор на Агенцијата за млади и спорт, тогаш и спортскиот туризам го внесовме во стратегијата за спорт, сега таа подзаборавена малку, се надевам така ќе се реактивира. Во период имаме Министерство за туризам, нели? Култура и реално очекуваме и од тука нови мерки за поддршка и развој. Ако дојде некоја помош, добре дојдена, ако не дојде, ние ќе продолжиме како што работиме до сега, бидејќи нашиот бизнис е мал, но е одржлив и за сега покриваме доволно трошоци, па дури да си набавиме нова опрема, нови некои работи кои што ни требаат, маркетинг материјали, малце повеќе се промовираме. Оваа година учествувавме на сајмот во Белград, бидејќи тој е вака најголем регионален. Другата екипа беше на сајмот за наутика во Загреб. Учествувавме и на аутдор сајмот сега пред неколку, Сити Мол, бидејќи малку беше одложен заради настаните во Кочани и тоа малце ни влие и на сезоната, што е сосема нормално. И така сме малку поагресивни во делот на промоцијата, иако првите 2-3 години повеќе бевме фокусирани да видиме што точно ќе понудиме, бидејќи тоа е голема палета, треба да се избере локација, треба да се избере време трајање, треба да се изберат соодветни кајаци опрема. Сведок сум дека еден прекрасен проект кој што требаше на река, кој што ние бевме сега пред една недела на индивидуална иницијатива на еден наш пријател, сакаат да организираат кајакарење по Пчиња, а јас тоа го истражував уште пред 6-7 години. Таму од некој проект набавиле кајаци кои што се за езеро, а сакаат да возат на река. Мислам, тоа е како, да ви кажем, како да земете брзинец, мотора да го... И сепак таму горе-доле се поставија малку работите, па ќе имаме некои услови, зашто благовремено ќе информираме, некаде кон крајот на јуни планираме еден убав настан за промоција
и за како отворен ден за кајак ќе биде, за Куманово, за Кумановскиот регион, бидејќи луѓето се во право, велат ние можеме да си дозволиме, но нас не е убаво ако може да весламе тука близко до Куманово, не се сме били на Матка, сме били на Маврово, но сакат да си го развијат и тоа да повторно и индивидуална иницијатива, да. Пред да почнеме со разговор ми кажа една интересна не е приказна, како да го кажам, со французи кои ве нашле. Мојот муабет е како ве наоѓаат и како контактираат со вас за да дојдат луѓе од другите држави да го доживеат тоа. Како први на пазарот, од комерцијална гледна точка, кои што нудат кајакарски активности со инструктор, значи да се изнами кајак може и во Охрид, може и во да речам и на езеро Матка, и една од тие две компании со кои што соработуваме, ние навистина се професионални и со нив имаме одлична соработка. Алмата Прима, мислам дека им се вика конкретно компанијата, и вообичаено кога ни се јавуваат компании, дали од регионот, дали од Македонија, ги носиме на Матка, бидејќи сепак се работи за поголем број на учесници, се работи за динамика на група во која што може да има двајца од финансии кои што сакаат пополека, може да имаат повеќе од IT кои што сакаат малку побрзо, така што езерото ни е по безбедно место во моментот, а блиску до Скопје, каде што да ги организираме тимбилдингите за компаниите. Оние кои што се ентузијасти, кои што се индивидуалци, кои што сака да научи да кајакари, утре да си купи кајак, па да си практикува и сам, оние кои што сакаат за семејството, сабота или недела да си поминат еден убав пикник покрај река, а при тоа да научат и некои нови вештини, тие им ја нудиме така наречената кајакарска работилница. Се што значи работилница, тоа го направивме од маркетинг аспект, на сугестија на наша пријателка која е во тој дел, зашто на почетокот ние го нудевме како кајакарски час. И сега луѓето мислат дека е тренинг. Значи да, има развој на нови вештини, ама има и дел каде што може релаксирано да се ужива со семејството, и тука не сме ограничени со време трајање. Да речеме на езерото обично или 1 час или 2 часа мора да бидат. 2 часа се премногу, 1 час е тука негде на граница. Додека во нашава база на реката Треска, едно 700-800 метри под кајакарската патека, сме многу порелаксирани, бидејќи е наша опремата и можеме и сад и 2 часа да потрошиме за на некого да му го доближиме спортот, да биде доволно релаксиран. При тоа може да излезе од кајак, да се врати, да си направи пикник, кетеринг и така натаму. И тоа ни е втора активност која што ни за овие 7 години се искристализира како нешто што е навистина прилагодено према приликите. Нормално дека и овие побарувања еднократни за било каде низ Македонија, дали е Маврово, дали Охрид, дали било каде. Дали сте правили по Радика нешто? Радика имавме покана пред 7-8 години од кораб Трница, од собственикот Јован и неговите синови, кои што истражувале за рафтинг и во сад. Имале таму некои познати пријатели, биле и на Таре и така натаму, и не поканија, бидејќи не тогаш само што се формиравме. И вела тај да направиме рафтинг центар на Радика. И ние бевме заедно со Зоран Стевич, значи нуркачот. Го видовме и Луково поле, значи комплетно, и ја видовме и Радика. Аз ја знам Радика многу добро, но е многу тешко да се организира, бидејќи сезоната е многу мала. Имено Радика во периодот јуни до јули, бидејќи е природна, има голема вода и тогаш треба огромна логистика за да се подготви патеката, бидејќи заради нашава свест знаат рибарите да ставаат сајли преку река, знаат да ставаат во реката разни препреки кои што рафтинг чамецот ќе го пресечат како врел нош путер. И од тие причини е многу тешко да се изорганизира. Не викам дека е невозможно, но е многу тешко. Штета, тоа е прекрасно. А за рафтингот е исто така трудоинтензивен. Значи, бара да се набават, тоа е најмал проблем за некоја компанија да набави 10 рафтинг чамци, меѓутоа треба да има и 10 инструктори. Да. Кои што треба пак да живеат од таа работа, треба да се лиценцираат и треба да очекуваат дека ќе има доволно денови на работа за да можат, да заработат определени средства. Тука тој период
од јуни до јули е многу краток и многу тешко може да се искомерцијализира, да донесе некаков профит и одржливост на подолг рок. А индивидуално секако имало обиди и од чеси и од пољаци, мислам дека и од други вака ентузијасти кои што на свој ризик со своји, да речам, опреми се пуштаат и се вози. Посебно делот што е тука од кај Бигорски па до Косов расти, тука е веќе и кога е голема радика, е вака добро за почетници или за средно ниво, додека горниот дел на радика, каде што се возеше светското првенство во спуст и малку над тој дел, тоа е веќе 6 степен, тоа е кога е голема радика, тоа е Колорадо. Значи Колорадо е 6 степен и радика е 6 степен и тука не е ни препорачливо. Мислам далеку од тоа да се прават рекреативни активности или рафтинг, но за тоа беа заинтересирани пак едни американци кои што сакаат тука да снимаат филм, па нешто после тоа се ја сменја локацијата и сакаат од оние што скокаат од водопади, оние екстремни активности, но тие се индивидуалци со своји сопствени погледи и не би можеле да влезат во некаква туристичка понуда, туку ние може да им бидеме логистика, доколку сакаат во рамките на проектот да им помогнеме логистички. Но тоа не се случи, баш ми е жал, баш сакав да учествувам и таков проект. Тоа не сум учествувал никој пат. Спомна дека чеси и пољаци на радика, предпоставувам дека и на другите реки ги има. Има ли некоја контрола на тоа? Не дај Боже, не верувам дека се случува нешто. Јас не сум запознат за среќа со кајакарење, за разлика да речеме од велосипед, кој што секој го зима па вози. Кајакарењето не е така. Без претходна обука и без претходно да имате некои основни познавања за техника како се вози кајак, се друго би било лудост. Чесите се познати, да речеме во Словенија и во Хрватска веќе е тој модел застапен. Значи можеш да дојдеш во кајакарски центар, да се изнајмиш и заедно со водич да се пуштиш по определена траса. Тоа веќе разбирливо. Но има и опција, како на скијање, да си купиш дневна карта и со своја опрема да си рекреираш. Знам дека Националниот парк Маврово правеше некои обиди за промоција на рафтинг и да има некаква организација. Не сум информиран до каде, бидејќи повторно ќе речем радика е не е интересна за некој кој што како нас сака комерцијално да. Не можеме таму да даеме некоја конкретна понуда. Но затоа сега имаме понуда од еден оператор кој што купил кајаци на Деварско езеро и еве ја најавувам вака како уште една опција, па и за Скопјани. Значи Деварско езеро може и 2-3 часа се помине на езерото, а да биде прекрасно. Така што лесно е достапно, има пристап, а јас ќе бидам таму заедно со мојот тим за да организираме активноста, да не биде само се седне во кајакот и сега што да правам, нели? Туку да ги поминеме тие 2-3 часа во една убава атмосфера. Убава атмосфера. Ќе се вратам пак на странците кои доаѓаат и како ве контактираат и кои се нивните доживувања. Да, не одговорив, извинете. За среќа наша, бидејќи како комерцијална компанија, нормално имаме вебсайт. И бидејќи сме веќе 7-8 години присутни, излегуваме, да не речеме како прва или втора понуда. Секој што ќе напише матка или кајакарење на латиница или на кирилица, ние излегуваме тука негде во тие први 3 избори. Не сме финансирале многу во реклама или во оптимизација на вебсајтот, но самото тоа си повлекува така што од 10 учесници, веројатно 5 или 6 на Google не пронаоѓаат, а другите 3 или 4 се преку вебсајтот, па и тука не пишуваат мејли. А сега во последно време со овие апликациите Telegram, WhatsApp, Viber, тоа веќе мислам најнормално ти пишуваат пораки, не ги ни прашуваш веќе од кај го имаат контактот. За нас е добро што нас веројатно 90-95% од учесниците ни се странци и тие пренесуваат информација во нивни форуми, во нивни, така што веќе добиваме пораки од типот сакаме турата на матка со превоз од Скопје. Така што веќе добиваме и такви подготвени. Често пати доаѓаат семејства, специјално. Што беше куриозитет кај французиве? Ние прашавме сега мај месец, маж, жена, девојче, и викаме,
Вика, ние сме такви ентузијасти, дури вика и колегите и пријателите не рекове, кај ќе одите, кај е тоа Македонија? Они се негде близу Гренобл, некој мало градче, не се да речеме од Париз или не знам, некој голем град, од мал град, скијаат, веслаат и така натаму, значи релативно спремни така, значи клиент кој што би го посакувал. И нормално и со очекувања, бидејќи сега Ардече во Франција, тоа е сон на летната ноќ за кајакарење. Тие кајакареле таму и се доаѓаат на матка и тука очекуваат, нели, високи се стандардите. И тие пак ни кажа дека во Франција имало некоја книга, како што е, мислам дека кај нас Wonderful Macedonia на Третуво на Иво Јанковски, во која што и сега влегуваме и таму, може да кажеме збор 2, тие си ја купуваат книгата, чини 16 евра, и во таа книга, читајќи за Македонија, читајќи за матка, не нашле нас како кајак адвенчер. Значи, тоа е веројатно некаква монографија која што е надодадена како туристички водич. Ние не сме ни свесни дека ете за овие 7 години до таму сме стигнале, но тоа беше интересно од ова семејство вака како еден последен најсвеж пример. А останатите, да, има од оние кои што летно време кога е наголемата гужва, се враќаат, да речеме, од Грција со трейлери и така натаму, па на проаѓање низ Скопје си гледаат определени атракции и го искористуваат. Тој посебно за семејства е многу интересно, бидејќи знаат што да очекуваат и 2 часа си поминуваат исто така прекрасно. За нас е најважно да биде безбедно и за нас е најважно кога ќе завршат да бидат насмеани. Ја штом видам насмевка на крај на активноста, знам дека сум ја завршил работа. А тоа значи дека ќе пренесат убава приказна и на други луѓе и тоа се нови потенцијални Имано и луѓе. тоа се така. Тоа е нешто што нарочито го напоменав, бидејќи мислам дека недоволно водиме сметка за нашите можности кои можеме да им ги понудиме на странците како туристи, а едноставно се одвива само од себе. Ти како директор на Агенција за спорт и млади рече дека имавте стратегија за спортски туризам и предпоставувам дека останало тоа на папир. Дали има персонал кој е во таа агенција кој едноставно треба да води сметка што се случува со тој спортски туризам? Мислам дека сега комплетно надлежностите се префрлени во Министерството за култура и туризам. Сега кога се формира нова институција, предпоставувам како оди системот од префрлање на надлежности во сите закони, кои што одзема секако месеци, додека се некој изработи и стави во функција, барем системски, нели, законот, подзаконски акти и така натаму, па потоа и оперативно. А сето тоа да се покрие со стручен кадар, компетентен за да извршува преку државни институции такви системски проекти за развој на... Не очекувам многу, реално, мислам, би сакал, камо среќа побрзо, но во некое догледно кратко време не верувам. Лично сметам дека немаме некоја добра стратегија во која некој ќе каже во овој правец одиме. Па да, тоа и за спортот важи, се очекуваме, нели, Министерство да продолжи таа насока. А исто така и од туризам очекуваме системски мерки и проекти кои што... Од друга страна ти кажа дека беше на сајм во Белград. Беше во собствена режија или преку агенција? Јас кажав, значи, ние строго на комерцијална основа и самите си плаќаме, самите си организираме, самите профитот си го делиме, колкафе, толкафе. Делот е на муабетот. За сајмот да ви кажам, еве дигресија, колку се битни овие, нели сега современово живење со вештачката интелигенција, со дигитализацијата олеснува многу и го слободува време. Че сега прашање што да правиме со тоа дополнително слободно време. И тој процес на дигитализација веројатно дека негов антипод, да не речеме, натурализација, бидејќи ако влеземе само во виртуелните содржини, ќе го изгубиме она што ни е основно како човечко битие. Да. И ние се фокусираме нашиот бизнис доди во овој вториот дел, кој што верувам дека се повеќе и повеќе их има човечка потреба за него. Веројатно дека во регионот процениле колку се битни овие активности во природа генерално
и на вода, што веќе се соочуваме со понуди туристички, кои што да речеме за 9 ноќевања, 6 пансиона со забава на вечер и со спуштање на рафтинг, се за 100 до 120 евра. Таа цена ни во Македонија не би можел да ги покриеш трошоците, а камоли во регионот. Што значи дека од тие разговори кои што ги имавме со туристичките организации, некаде се општините иницијатори, самата општина која е на река Прибој или не знам која во околина, и со самите компании што разговаравме, што ги нудат тие услуги, и беа многу заинтересирани, велат дали може вие па нас да ни носите гости од Македонија за кај нив. Сваќаме дека имаат поддршка. Ова не се свати дека ние бараме поддршка, ние ќе си го тераме нашето, меѓутоа би било добро кога се разгледува концепцијски да се земат во предвид и овие фактори, бидејќи сепак туризмот е една стопанска гранка која што некаде во некои земји како во Грција на пример е и 60% од националниот бруто производ или во Хрватска. Така што нуди многу можности за развој. Не само тоа, основата е профитот. И те задржува во земјата. Јасно. Ако си локален водич и ако имаш доволно работа да можеш да си дозволиш солиден животен стандард, зашто би дал да работиш. Јас сум сведок дека наши инструктори и наши сега веќе квалификувани и планинари и во другите, да речем, овие аутдор активности, одат по месец-два во Швајцарија, во Германија за да се работат малку повеќе отколку тука. Веќе има и дефицит, да не речем. Јас лично, па може би со 99% сигурност можам да кажам дека Агенција за туризам, која работи, нема сознание за вашите можности и она, да не кажам соработка во која би ме промовирале, што им е основна должност. Ги сретнавме во Белград и имаме некои познаници таму, лични, а ни информираа дека буџетите се толку мали што не се ни трудат да прават некакви активности. Еви, тој штанд стварно беше на добра локација. Ние размислуваме до години ние да се приклучиме ако има пак таква некоја иницијатива. Меѓутоа, толку се веројатно можностите и толку ќе се пружиме новата до червена. Јас имам искуство многу од саемите во Белград и знам дека Министерството ќе заземе простор, ќе земе 2-3 девојки од Белград кои ќе ја презентираат, они у суштина не ја познаваат. Не знаат што да понудат и тоа се сведува само на делење проспекти. Па во основа така некако беше ова. Апсолутно. За жал ние сме при крај на муабетов. Би сакала да кажеш нешто можеби што не сум те прашала. Па мислам дека да го заокружиме целиот разговор, уште еднаш да кажеме дека во Македонија постои компанија која што веќе 7 година поред нуди услуги за рекреативно кајакарење. Покануваме сите ентузијасти кои што сакаат активности во природа да не се приклучат, да им пратиме брошура, да видат што понудиме и доколку им одговара да се приклучат во нашите активности. Кајакарството, би кажал и неколку збора, мислам дека не му обрнавме малку внимание, се фативме за пред се водата за човекот има изворедно значење. Колку 80% од нашето тело е вода. Ја користиме за миење, за пиење, но ја користиме за пловење. Човекот од секој пат и рекреација. Кога успеал да заплови по некоја водена површина, тоа неминовно му предизвикува чувство за некаков успех, за некакво лично задоволство и за некаква мотивација дека успеал нешто да направи. И лично одмерување на самиот себе. И тие пловни објекти, значи од најстари времења, уште Колумбо ги гледал кога стигнал во Америка, локалните домородни дека имаат кануа изработени од дрва. Кајакот е започнат, пронајдени се кајаци од времето на, значи во инуитите, сега ние ги викаме ескими, тие се инуити како народ, како први кои што користат 2 весла за превоз, за рибарење и така натаму.
Со првата индустријска револуција се појавува концептот на слободно време, 8-часовен работен ден, и тогаш се појавуваат повеќето спортови. И кајакарењето, и скијањето и така натаму. Кајакарењето, првиот клуб е формиран во Лондон, тоа е кралскиот клуб, кој што не бил само место како да се остават кајаците за определена рента да ти ги причуваат, туку веќе станало место и за социализација. Во надпреварувачкиот дел па се швајцарците вака најпознати, бидејќи првите надпревари се правени, мислам дека на Женевското езеро, едно од швајцарските езера, како алтернатива на слаломот зимно време, па летно време на езерата се надпреварувале. Подоцна доаѓаат формирањето на клубови, на федерации. После Втората светска војна веќе знаеме спортот во какви димензии почнува да се развива. Во тој контекст и македонскиот спорт како дел од и светското првенство во кајак на Југославија, но да кажеме дека и во Македонија и пред војната Вардар бил многу поразличен од колку сега. Имало многу тури од Германија кои што доаѓале од Австрија, германци и австријци, рекреативно си правеле тури по Вардар. Дури имало една работилница во центарот на градот, значи тука некаде била до камениот мост веројатно, но ја држале некој еврејско семејство. И тие веројатно со тие воени виори престанале. После војната, нели, Втора светска, започнува поорганизирано, меѓутоа повеќе фокусот даден на врвниот спорт, на преварувањата. Тука и линденскиот кајак слалом, кој што е долгогодишна традиција. Да. И ние го градевме долго време, го изградевме па и во бренд, да не речем градски настан во Скопје. Со таа препознатливост, врз основа на него е добиено светско првенство во Скопје, врз основа на него е добиено Европско првенство, предолимпските игри во Атина 2004, значи тоа е голема чест и сила на федерацијата да организира Европско првенство непосредно пред Олимписки игри, мислам. Треба да имаш голем углед во светската и во Европската федерација. Но како што кажав, за жал тоа цунами кој што не фати, го комплетно девастираше спортскиот систем за сите спортови, не само за кајакарењето. Повредени се еден куп човекови права, че правото на спорт е основно човеково право, според повелбата на Обединетите нации и според Олимписката повелба. И никој нема право на никого да му забрани да се занимава со спорт. Кај нас тука има примери еден куп кои што се во негативен контекст, но како спортисти кои што не сме научени да се предаваме и кои што сме научени со тоа би се окружил да гледаме светло на крајот на тунелот, ние продолжуваме со нашата кауза и со нашата љубов кон овој конкретен спорт кајакарење, да го презентираме, промовираме и развиваме. Во овој момент ни се силите на рекреативна основа, можеби во некој период во иднина ќе го развиеме и малку повеќе. За жал толку имаме за можност, веројатно ќе треба уште една средба. Се надевам. Толку беше, драги гледачи, од нас денеска. Благодарам.